Добро вечер во емисијата 360 степени на сат. Еве ги темите за ова издание. Што ќе бидат последиците од законот за легализација на дивоградби? Слика од Дукјанџик, од срцето на Скопје. Tu u ka zaptu shumë vende, hiç pas një dokument ka hije njeri, ka marrë veni, ka ndre shpi. И од Досоговскиот заштитен предел. Дел од граѓаните купиле имот со веќе изградени дивоградби, па ги надоградуваат со намера утре да ги продадат како легални. И чекаме сега Заев да го донесе законот за легализација. Рашковски генералниот секретар купил уште еден патент од Рашковски инноваторот што ниедна институција не го користи. Кабина за гласање за 105.000 евра. Во моментов немам информација точна каде се наоѓа таа опрема. Во очекување на следните потези на португалското председателство со ЕУ. Изведнъж станах много интересен за всички европейски лидери. Към България има огромно внимание, няма да казвам думата натиск. Ова е Бислимската клисура, фасцинантна творба на природата по дел од течението на реката Пчиња. Ова друштво од организацијата Outdoor Adventure Македонија работи на популаризација на местото со развој на активен туризам. Дали возиш велосипед, дали кајакариш, дали ќе земеш часови за качување на карпа, да си отидат задоволни, исполнети со енергија, не исполнети со алкохол. Верувам дека ова беше доволна провокација да останете со нас во следните 50 на минути реклами, па сториите. Гледате 360 степени. Ако кажеме стоп за легализацијата, ќе треба да урнеме над 50.000 домови, рече премиерот Заев во обид да го одбрани новиот закон за легализација на дивоградби, што заеднички го изгласаа мнозинството и опозицијата, но за сега не е на сила, бидејќи и председателот Пендаровски одби да го потпише. Секако дека има граѓани што ги дале последните пари за скромен кров над глава, но примерите што ги најде 360 степени, а кои со новиот закон би биле легализирани како и оние на сиромашните, тешко може да предизвикаат сожалување. Прво Ирена Каревска не води во неодамна прогласеното заштитено подрачје Осоговијата. Таму веќе има трка за изградба на викендички кои би ги фатил новиот закон. Во еден случај дивоградбата е на началник во Кочанската полиција. Во исчекување на новиот закон за легализација на дивоградби, забрзано се гради и во заштитените подрачја. Чекаме сега Заев да го донесе законот за легализација. Као беззаконие да. Као да не сме добри. Меѓу оние што кренаа викендици во падините на Осоговските планини, се и надлежни за спроведување на законите. Началник во Кочанската полиција и неговата сопруга вработена во општината. Против двајцата има и кривични пријави, но дивоградбата се уште стои. Ќе постапувам согласно законот. Бидете уверени. Зелените појаси на Осоговските планини, поради својата посебност и природните богатства, владата лани ги прогласи за заштитено подрачје од 5-та категорија. Но додека се кројат стратегиите за управување и урбанистичките планови за развој на овие предели, на терен продолжува бесправно градење. Во исчекување на новиот закон за легализација на дивоградби, во селото Пантелеј, кое е дел од заштитениот предел, забрзано се градат викендички. Еве сега треба се мрежава да измерам тачно, да ја повлечам мрежава, колку квадрата е толку, да се ја заградам и што биде, ако е продаден, ако не така дека стои. А да ја рушат не може да ја рушат. Дел од граѓаните купиле и имот со веќе изградени дивоградби, па ги надоградуваат со намера утре да ги продадат како легални. Она беше до прозорите направена. Добро. И ние баравме да легализираме. Ама законот не беше прекинат, така? И чекаме сега Заев да го донесе законот за легализација. Да си ја легализирам и да си бидам на рад што се вика, не да мислам дали ќе ми ја рушат, дали нема да ми ја рушат. Како би се ризикува во меѓувреме ако додека да се легализира, ако дојдат до рушење, решение? Па решение пред 20 години е почната куќата. Не е сега она, моментално. Па ако не е легализирана?
Па какви згради прават на диво за ова мала викендица? Ќе си ја легализираме, ќе си платиме колку треба. Со иста идеја се градат и други објекти. Причината што патот не одведе во Пантелеј е анонимна пријава од граѓанин до нашата редакција, дека меѓу оние што неодамна поставиле темели за викендичка се и вработена во општината Кочани и незиниот сопруг, кој е началник во полициската станица во градот. Сокриена во бујното зеленило, за кратко време никнала цела куќа, на 2 спрата, со тераси и кров. Многу брзо тој изградил. Абе, ја да сум началник, ја изградил. Освен по тоа кој гради, случајот не се разликува многу од другите во околината. Имате или купувате нива на убаво место, која е земјоделско, а не градежно земјиште, на кое потоа се гради објект без одобрение. Кога ја добивме дојавата за случајот, тој веќе беше предмет на интерес на обвинителството. Додека работевме на сторијата, вработената во општина Кочани и нејзиниот сопруг началник добија кривични пријави од кочанската полиција. На 6.8.2020 година второ пријавената се стекнала со сопственост на нива, дел од катастерска парцела во село Пантелеј и заедно со прво пријавениот веднаш почнале изградба на викенд куќа на плодно земјиште кое не било во градежен реон и до 4.5.2021 година го изградиле објектот без одобрение за градба. Собственичката на парцелата и вработена во општина Кочани, во телефонски разговор со 360 степени, одби да го коментира случајот. Локалните инспектори пак се уште не направиле увид и записник од дивоградбата, па затоа нема ниту решение за рушење. Тоа што еден од собствениците е вработена во нашата општина, нити ја зголемува прекршочната постапка, ниту ја намалува. Значи, тоа е случај кој е сам за себе специфичен и согласно законските прописи ќе постапуваме. Градоначалникот на Кочани Никол Чоилиев, кој не придружуваше во обиколката ни заштитениот појас, објаснува дека го чекаат адвокатот што го ангажирале собствениците на земјиштето, кој пак се пожалил дека има здравствени проблеми. А без негово присуство, вели, инспекторите не можат да влезат и да направат записник на приватен имот. Ќе бидеме трпеливи, ќе ги почитуваме законските одредби, ќе го чекаме застапникот законски и заедно со нашите служби ќе се направи увид на лице место, пошто ќе бидат детектирани сите прекршувања на законот и согласно законот, само согласно законот, ние ќе ги преземеме сите мерки, се со цел да на јавноста јасно и гласно кажеме дека секој објект кој се гради безправно, без одобрение, ќе се постапува согласно законот и никако другојаче. Но проблемот не се само неколку викендици. За голем дел од селата во овој регион не се донесени урбанистички планови, па практично нема правила на игра. Секој гради на своја рака, со надеж дека нема кој да го фати. Има по 3 спрата, по 4 викендици, а не е викендици, тоа е куќа. Градат богатите, се на диво, се. Нема, не е урбанизирано и на диво. Кој што има купено имот, тамо и гради. Нема тоа, општината може пропуси на власта е. Ако е урбанизирано, ќе има пари во градскиот буџет, нели? Ако нема, така оди. Сива економија. Дел од овие куќи и викендици изградени без одобрение за градба, низ годините успеале да се легализираат преку стариот закон за легализација. Новите дивоградби пак и оние што во моментов се градат, чекаат на новото законско решение. Градоначалникот најавува засилени контроли и вели дека општината во меѓувреме проверува колку од постоечките вили и куќи се легализирале, а колку треба да се рушат. Но и таа процедура не оди лесно. Кочани работи само со еден инспектор, кој од здравствени причини со месеци не одел на работа, па сите решенија што ги донело друго лице овластено од страна на градоначалникот, по жалба на инвеститорите биле укинати, бидејќи вработениот немал лиценца за инспектор. Ние сега од бесправно изграден објект испраќаме дека ние сме виновни, имаме против некого нешто и ние сме виновниците, а додека тие што градат бесправно повторно се во право и нормално дека тоа е една работа на која мора еднаш за секојаш да и се застане
и да се стави крај, во спротивно ќе имаме ваква состојба како што имаме и како што се соочуваме во овој период. Меѓутоа морам да ви кажам дека во нашата општина сепак работите се прилично контролирани, бидејќи ние имаме јасна цел дека се што е бесправен објект ќе го решаваме според законите. Овие планови може да ги помати новиот закон за легализација, доколку стапи на сила во истата форма во која што претходно власта и опозицијата заеднички го донесоа. Во тој случај сите постапки ќе прекинат, доколку инвеститорите си побараат легализација на објектите, макар биле изградени и во заштитените подрачја. Така би можела да куртули и викендицата на полицискиот началник, а тој би се спасил од кривична одговорност. Пантелеј е далеко од центарот на Скопје, па треба помалку храброст и пркос за да се крене дивоградба. Но Ченто и особено Дукјанџик се дел од урбаното ткиво на главниот град, па ниту една градба не може да помине незабележан, освен ако надлежните намерно не замижат. Хекура на Кифи. Kur flitet për kaosin urban në Shkup, përdoren shembuj të cilët, krahasuar me atë që po ndodh në lagjen Dukjanxhik, janë si nga vendet skandinave. Ky është mbasi vetmi vend në qendër të kryeqytetit ku mund të shihet një shtyll duke i mbajtur 10 linje. Ose nëna me fëmijë të vegjël që nuk mund të ecin në trotuar, ose përgjatë trotuarit, apo dhe në mes të rrugës. Nga cila do anë të ktheheni, është e qartë se dikush nuk e ka respektuar ose nuk e respekton ligjin dhe planet urbane, nga madhësia e disa prej ndërtesave, dyqanet në trotuare, automjetit e parkuar praktikisht kudo. Dhe sa e rëndësishme është për shtetin për të rivendosur jetë njerëzore, tregon fakti se gjithë kjo po ndodh në afërsitë të stacionit të policisë Bit Pazar. Në Dukjanxhik s'ka dyshim se gjithçka është e lejuar për biznes, por çka me njerëzit që jetojnë atje. Parkinge s'kemi ku milion kerat e tona e ku më tjerë, api vinë për këtë Macedonisë, për këtë qyteteve. Što da kaže čovjek, se snađаме nekako, no mnogo pravila se kršat, kako da kažem. Dukjanxhiku mund të mos ketë qenë kur një shembull i planifikimit urban modern, por kjo nuk ka qenë gjithmonë kështu. Sipas pamjeve historike të Google Earth në vitin 2002, kishte edhe pjesë me parkim të organizuar në rrugë, por me kalimin e viteve, çdo hapësirë e lirë është dhënë nga ndërtesat. Në vend të shtëpive të vogla, shfaqen çati të mëdha, që do të thotë se vendin e tyre e kanë zënë ndërtesat. Se diçka nuk është ashtu siç duhet të jetë me zhvillimin e lokacionit, tregon kontrolli i katastrit, ku edhe sot ka parcela me ndërtesa të reja ku pronësia e tokës nuk është private, por e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Fakti që shumica e këtyre ndërtesave janë të regjistruar në katastër tregon se në ndërkohë ato janë legalizuar. Ata që nuk e kanë bërë këtë, do të kenë mundësi me ligjen e ri për legalizimin e ndërtesave pa leje, nëse hynë në fuqi. Popullata lokale nuk është e pajtimit me zgjidhje të tilla. Тука treba se napravi izgleda neka selekcija, ima nekoj ljude što na vistina su posljednji dinar izgradile nešto, neli, da živeat vo nekoj standardni, normalni uslovi, no ima i golemi znak prašalnici. Mira për do s'është, se këtu u kanë zaptu shumë vende, hiç pas një dokument ka hije njeri, ka marrë veni, ka ndrej shtëpi, po kupton, këtë në bashkëpunim me kryetarin e komunës do kjo. Kryetari i komunës së Çairit, Visarganiu, ka një qëndrim pak më ndryshe nga banorët. Ai thotë se që kur erdhi në pushtet, askush nuk ka ndërtuar mbi pronën e shtetit. Problemi vlerëson ai se qëndron në planin e përgjithshëm urban, i cili ka lejuar shumë zhvillimin e lagjës. Prej momentit kur jam kryetar, do thotë nuk ka mund askush ndërton ose të uzurpon njëherë në pronë publike, që është në pronë të Republikës Maqedonisë së Veriut, edhe e dyta, ne kemi pasur edhe pulla ndërtimi, do thotë me planin general, jo planin detaj. Planin general e sjell qyteti Shkupit, ku në parqet para disa ndërtesa, ato kanë para pa ndërtesa të reja me planin general. Unë me çdo plan 3 detaj kam tërhekur mbi 9 pulla ndërtimit të atij lloji. Duke pasur parasysh situatën në komunën e tij, ne pyetëm Ganiun,
a është pro ligje të ri për legalizimin e ndërtesave të paligjshme. Ai thot po, por kërkon nga qeveria dhe deputetët që të kenë kujdes se çfarë dhe ku do të legalizohet, sepse për momentin ka rreth 70.000 raste, por ato janë të natyrës së ndryshme dhe në lokacione të ndryshme në të gjithë vendin. Unë mendoj që duhet sjellët një ligj që jo do të thotë legalizon krimet që janë bërë, po të sjellë një ligj do të thotë që njerëzit të bëhen me prona aty ku ka drejt, pa i cënu do me thënë ato pjesë ku janë do të thotë mbrojtura, sikur me UNESCO e shumë gjanat tjera, ose kategorisë të parë, si që është Qashia vjetër dhe shumë, do me thonë, vende apo monumente që janë të peshës dhe rëndësisë të madhe. Lagja e Hasanbegut është në periferi të Shkupit, por kjo nuk do të thotë se nuk është tërheqëse për ndërtime. Problemi, sipas banorëve të një prej lagjeve të qeta, kryesisht me shtëpi, është se dhe atje po ndërtohet ilegalisht. Edhe këtu nuk bëhet fjalë për shtëpi simbolike të një qytetari të varfër. Sipas shtyllave të betonit të vendit të ndërtimit të pashënuar, po ndërtohet një ndërtesë më e madhe banimi ose biznesi. Станува збор за објект кој што се водеше како времен објект и беше од лесни материјали направен и кој што се наоѓаше на државно земјиште. И после тоа набрзо никна една табла дека ова ќе биде реконструкција на тој времен објект, за да после неколку реакции од наша страна ја снема таблата на која што стоеше дека е реконструкција. Sipas katastrit, baraka që ishin në këtë lokacion ka një pronar, por toka nën dhe rreth barakave është ende në pronësi të shtetit. Kur tashmë është e qartë se diçka krejt ndryshe nga rindërtimi i barakave po ndodh në teren, qytetarët kërkuan një përgjigje nga komuna e Gazibabës ose nga kryetari i komunës Borçe Gjurgjevski. Имаше неформална средба на која што се кажа. Ние потоа се организиравме, направивме еден многу убав допис и сето тоа е поднесено до општината. Поставено е печат дека е примено во архива и ни рекоа да, ќе се постапи за ова, ама веќе поминаа 10 дена, а нема никаков одговор назад, повратен што се постапува. Бидејќи тоа се уште се гради, нема прекин. Edhe 360 gradi ju drejtua komunës së Gazibabës qysh të mërkurën. Kërkuam të shohim se çfarë është parapar në atë lokacion sipas planit të detajuar urbanistik. Por gjithashtu, edhe nëse është lëshuar një leje ndërtimi. Edhe pas 5 ditësh dhe disa kërkesa nga pushteti lokal, nuk ju përgjigjen asnjë nga pyetjeve dhe kërkesave tona. Sa e pakëndshme mund të jetë e vërteta, pasi që nga komuna kanë vendosur që është më mirë të heshtin. Derisa kryetari i komunës Gjurgjevski hesht, ndërtimi i ndërtesës së diskutueshme vazhdon në teren, ndërsa kryetari Ganiu, siç thot ai vet, po rimer kontrollin në teren. Në Dyqanxhik, akoma të gjithë bëjnë atje duan. Në këto raste, një ligj i gjerë për legalizim do të ishte i mirëpritur për biznesin, por vështirë se do të ishte i mirë për banorët e vjetër të atyre vendeve. Системот за сообраќајни казни не е единствениот патент на Драги Рашковски иноваторот, што бил купен од Драги Рашковски, генералниот секретар на владата, а при тоа ниту бил баран, ниту пак го користи некоја институција. Во првата половина на 2019 година Рашковски потрошил 105.000 евра народни пари за набавка на поедноставено кабина за гласање, изум со кој јавно се промовирал во претходните години. Повеќе од Александар Димитриевски. На 7 мај, шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал најави дека истрагата против екс-владиниот генерален секретар, Драги Рашковски, најверојатно ќе се прошири. Сега работиме, собираме документација и сослушуваме сведоци за набавка на уште еден софтвер. Така да... Истата фирма е во Не, прашање? друга фирма е. Видите... А зашто е софтверот? Ми кажа, ама сега точно не знам дека е со нешто од печатоци. И он првично кога ми кажа и дека Агенцијата за заштита на лични податоци била против тој вид на софтвер.
Минатата недела обвинителството објави дека против Рашковски е отворена нова истражна постапка. Сега се гони за злоупотреби и во друг тендер, покрај сомнителните действија што ги објави 360 степени за набавката на софтвер за автоматски казни во сообраќајот, што никој не го барал, ниту го користи. Спротивно на начелото за економичност, ефикасност и ефективно користење на јавните средства, за економски оператор прибавиле корист, право да учествува во постапка за јавна набавка и да склучи договор за истата на износ од 6.455.816 денари, со вклучен 18% ДДВ. 360 степени тргна по трагите од трошките во соопштението на обвинителството и изјавата на обвинителката Русковска за да открие кој е новиот сомнителен тендер и дали и во овој случај генералниот секретар Рашковски купувал работи кои претходно ги измислил иноваторот Рашковски. Интернет страницата на Државниот завод за индустријска сопственост е далеку од иновативна, но тоа е местото каде се проверува кој што изумил и патентирал во земјава. Пребарувачот нуди опција базата на патенти да ја проверите и по име и презиме. Кога ќе се внесе името на Драги Рашковски, се појавуваат 7 резултати. Последниот патент на Рашковски од 2017-та, а станува збор за систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот. Со овој изум, Рашковски лани се фалеше на својата Facebook фан страна. Доколку таа е поголема од дозволената брзина, системот автоматски генерира казна за возачот. Денеска тој е под истрага и во притворот како 360 степени објави дека во улога на генерален секретар купил софтвер со речиси идентичен опис, кој патем никој ниту го барал, ниту го користи. Осомничен беше и сопственикот на фирмата која го продала софтверот, како и помагачи во процесот. Меѓу останатите регистрирани патенти на име на Рашковски има најмалку уште еден за кој тој јавно се фалел. Систем и уреди за електронско гласање и собирање на податоци од 2013 година. На својата Facebook фан страна, ден по изборите на 11 декември 2016 година, Рашковски објавува фотографија од така наречена гласачка кабина, заедно со текст. На денот кога и после 24 часа не можеме да ги преброиме гласовите, ми представува задоволство да ви ја представам новата гласачка кабина. На уредот на сликата стои грбот на општина Струмица. Илузија е дека правото не може да го споите со текст. 2 години порано, ТВ Телма го снимала Рашковски во емисијата Луѓе и места, каде тој во детали зборува за својот изум. Ние нашата идентификација вршиме со некаква биометриска исправа, кога одиме на традиционално гласање. Наместо да го вршиме тоа со таков документ, сега го вршиме со директно, односно непосредно со нашиот биометриски отисок. И оставаме отисок од прст. Откога ќе оставиме отисок од прст, копчето кое што пишува најави се променува и станува друга боја. И вршиме двојно, односно кумулативно идентификување и со отисок од прст и со картица. Кога Рашковски го објаснува и промовира својот изум во 2014 и во 2016 година, тој е професор на правниот факултет при УКИМ. Во 2017 станува генерален секретар на владата. Што купил, или попрецизно, што набавил Драги Рашковски како функционер, може да се провери на интернет страницата на Бирото за јавни набавки. Таму јавно се објавени сите тендери, бидејќи се трошат народни пари. Пребарувањето низ базата не доведе до сознанието дека на 18 јануари 2019 година Рашковски распишал оглас за набавка на систем за биометриска идентификација. Тендерот пропаднал, бидејќи не се јавил никој. Веќе на 13 февруари распишал нов тендер за истата работа. Овој пат стигнала една понуда од фирмата Digital Media Lab од Скопје. На 15 април 2019 генералниот секретаријат склучил договор со компанијата за набавка на услуги, систем за биометриска идентификација. Вредноста на договорот е 6.445.816 денари со вклучен ДДВ. Сума наведена и во соопштението на обвинителството за новата истрага за Рашковски. Според тендерската спецификација, дел од набавката многу наликува на она што Рашковски го презентирал како изумител. Описот јасно сугерира дека софтверот треба да обслужи број на корисници кој е приближно ист на бројот на гласачи, односно жители на земјата, и дека треба да се стави во кабина. Интегрираното решение треба да се постави да работи во затворен простор кабина, во која за време на процесот на идентификација треба да има само едно лице. Софтверот треба да се скалира на големи бази на податоци, над 2 милиони субјекти за препознавање идентификација,
и да обработува голем број барања за идентификација, идеално во реално време или во најлош случај не подолго од 10 секунди. Но освен препознавање на отпечаток од прст, се барало софтверот да врши препознавање и на други параметри. Високата продуктивност и ефикасност на системот треба да се обезбедат со имплементација на алгоритам за биометриска идентификација, кој вклучува користи отпечатоци од прст, лице, ирис и глас. Иако не е наведено во соопштението на обвинителството, во базата на Бирото за јавни набавки најдовме дека Рашковски купил и мобилни кабини за потребите на системот за биометриска идентификација. Тие чинеле дополнителни 875.088 денари. Според тендерската документација, апаратот е сличен на моделите кои Рашковски претходно ги презентирал. Кој го задолжил Рашковски да ги спроведе овие набавки? За која цел? Дали системот некаде се користи? Го прашавме актуелниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири. Во интерес на истрагата, тоа што можам да споделам со јавноста е дека за се зашто отвара постапки јавното обвинителство, за мојот претходник ние соработуваме со јавното обвинителство и на сите нивни прашања навремено во предвидените рокови им одговараме. И не би било, мислам, добро сега ја да споделувам со јавноста такви детали. Добро, но сепак ќе се согласиме дека кога некој добро е купено со средства од буџетот, легитимно е прашањето до институцијата што го купува, дали барем знаете каде се наоѓа софтверот кој што го купуваш? Јас како актуелен генерален секретар во моментов немам информација точна каде се наоѓа таа опрема. Сега сме во фаза, бидејќи јавното обвинителство побара неколку не само за една постапка, туку за неколку постапки, сме во постапка на формирање на комисија и ќе направиме попис во генералниот секретар, односно во владата, да видиме што има од опрема во нашите простори. Да утврдиме секако јавноста и обвинителството си да ќе бидат запознаени во однос на тоа. Освен Рашковски, во новата истрага за набавката на систем за биометриска идентификација, осомничени се уште двајца. Истите две лица, велат од обвинителството, биле осомничени во старата постапка против Рашковски за софтверот за автоматско казнување во сообраќај. Тоа значи дека во новата истрага за биометриска идентификација не е опфатена и фирмата која го добила тендерот – Digital Media Lab. Станува збор за компанија која изработува разни софтверски решенија, која е присутна на пазарот веќе 15 години, а годишните приходи се неколку пати повисоки од спорниот тендер. 360 степени побара, но до овој момент нема добиено став од фирмата добитничка на тендерот. Шансите за успех на португалската иницијатива според анализите и во Скопје и во Софија се сведуваат на теорија, но најавите се дека актуелниот претседавач со Советот на ЕУ не се откажува и дека ќе продолжи активно да работи на изнаоѓање формула која ќе доведе до усвојување на преговарачките рамки и закажување на првите меѓувладини конференции за Северна Македонија и за Албанија уште во јуни. Владимир Мирчевски. Помалку заборавената фраза што ја употребуваа европските дипломати дека патот на Скопје кон Европската унија води преку Охрид, од денеска има нова верзија. Патот на Скопје кон Европската унија поминува преку Софија. Автор на максимата е бугарскиот претседател Румен Радев, а ја промовираше на одбележувањето на Свети Кирил и Методи, чие дело треба да ги зближува двата соседа. Начинот за отварање на европейскиот пат на нашите брати од Република Северна Македонија минава преди всичко през Софија. Радев не крие дека деновиве неговиот телефон често звони, но има одговор на тоа. Изведнаш станах многу интересен за всички европейски лидери. Кам Българија има огромно внимание, нема да казвам думата натиск, но да не забравяме, Българија е страната член на Европейскиот съюз. И това означава много. И ние именно ще се обърнем за солидарност към останалите членове на Европейския съюз. Най-важното е България като такъв отговорен член да не допуска в Съюза да бъдат внесени нови проблеми. Иницијативата за деблокада на македонските евроинтеграции уште во јуни, за што зборува Радев, ја предводи португалското председателство со Европската унија, а во неа се вклучени повеќе земји членки. Во тоа убедување, според изворите на 360 степени, се користат или ќе се користат и други прашања од значење за Бугарија, како што се повеќе годишното очекување да стане дел од Шенген просторот блокирано од Холандија или сумата што ќе ја добие од планот на ЕУ за пост-ковид заздравување.
Софија, која во моментот има преодна влада, јавно не се произнесе за содржината на португалскиот предлог. Премиерот Јанев рече дека не може да ги сменат позициите утврдени од парламентот, а председателот Радев порача дека не сакаат да гледаат само декларации, туку јасни гаранции за безбедноста и националните интереси. Със сигурност виждаме, че Европейския съюз се опитва да допринесе за намирането на едно приемливо решение за България, така че да се отпуши този блокаж. Всъщност това са едни такива първоначални стъпки. В тази ситуация не може да се очакват едни радикални промени в настоящата позиция. Още по-малко, защото това служебно правителство няма и мандата да предприема такива. В България ще се проведат следващите парламентарни избори на 11 юли. Докато нямаме нов парламент, може да се твърди, че служебното правителство ще следва настоящата линия спрямо Северна Македонија. Премиерот Заев денеска ја дообјасни својата оценка дадена по средбата со португалскиот министер за надворешни работи Силва, дека сетот идеи на Лисабон е добра основа за решавање на проблемот. Според мене, мислам дека португалското председателство, португалскиот министер Агусто Силва, заедно со неговиот тим воделе грижи за двете страни, за да бидат вклопени очекувањата. Кај нас рековме дека тоа е добра база, појдовна основа за решение. Ние го дискутираме сериозно и веќе се одржаа неколку состаноци и ќе продолжат секако во текот на оваа седмица се одржат. Исто така гледам дека и во бугарската страна, имајќи во предвид резолуцијата освоена во нивниот парламент, ставовите на бугарската страна, тие го имаат сето тоа што е важно соодветно и алоцирано, дали е во договорот за асоциација и стабилизација, дали е во роудмап или патната карта, која што представува обврска на двете страни во идното позабрзано реализирање на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Северна Македонија и Бугарија. Португалското председателство, како што велат дипломатски извори, е решено да ја продолжи посредничката мисија се до 22 јуни, кога се одржува Советот за општи работи на ЕУ, без оглед на топло-ладно сигналите по првата рунда разговори во Скопје и во Софија. Да злоупотребаме на реченица од Да Силва, која ја кажал и во Софија, ние каже и нам. Значи, ја го прашував на почеток и на крај се вашиот впечаток, кој е после се. Вели, мојот впечаток е дека за овој процес вратата не е затворена. Она што Силва се обидува да протне како компромис е врзување на отворените прашања меѓу двете земји со процесот за стабилизација и асоциација, а преку него индиректно со формалниот преговарачки процес на Северна Македонија со Европската Унија. Од она што сме го виделе досега, предлогот на португалското председателство сосема основано ги третира овие прашања барем формално како дел кој што е надвор од преговарачкиот процес. Ние знаеме дека во нашата преговарачка рамка спроведувањето на договорот за добрососедство секако ќе биде споменато во принципите кои што се на незиниот почеток. Меѓутоа, барањата на Бугарија одат многу по-далеко од тоа. Она што го видовме досега, португалското председателство не го прифаќа тоа да биде дел од преговарачкиот процес, како поради нашите задршки, меѓутоа исто така и поради задршките на другите земји членки, како што беа Чешка, Словачка, а веќе погласни во последен период исто така и Австрија, Германија. Значи, прашањето е колку ќе го задржиме тоа прашање како билатерално прашање од формален аспект. Нам ни е јасно дека Бугарија и да ги отвориме преговорите сега, ќе има многу шанси подоцна да го блокира овој процес. Меѓутоа мора да работиме на промена кон пристапот кон ова прашање и пред се од бугарска страна. Тоа што е во моментот предлог го задржува, барем она што го видовме измеѓу умите, го задржува пристапот дека ова прашање ќе оди паралелно со преговорите, меѓутоа дека не може да биде инкорпорирано директно, многу поформално во преговарачката рамка, што беше едно од клучните барања на Бугарија. За 2 дена авионот на Радев ќе помине во Скопје за да го собере Пендаровски на пат кон Рим, каде двајцата председатели заеднички ќе го чествуваат делото на Свети Кирил и Методи. Темата за отворените прашања и опциите за нивно надминување ќе бидат неизбежни во нивните разговори. Тешко е да се претпоставува колку тоа ќе биде од полза за напорите на португалското председателство со Европската Унија, кој како да користи се што може за да ја одоброволи Бугарија.
The 12 points from Portugal go to Bulgaria. Bulgaria, 12 points. La Bulgarie, 12 points. Малку ми наслушнале за Бислимска клисура, иако е на само 10 на километри од центарот на Куманово. Група ентузијасти со странска помош сакаат да ја промовираат во место за активен туризам наспроти многуте локалитети познати главно по кафански туризам. Зоран Јовановски. Ова е Бислимската клисура, фасцинантна творба на природата по дел од течението на реката Пчиња, која се уште важи за неоткриен предел. Жителите на блиското село Пчиња местото едноставно го нарекуваат Бислим, што е нивна асоциација за мистериозен предел каде ретко кој поминува. Долината поради уникатните карактеристики има многу можности за активности во природа. На мапата, Бислимска клисура се наоѓа во североисточна Македонија. Од центарот на Куманово е оддалечена околу 10 километри. Долга е 7 километри, од аторот на селото Доброшане до селото Пчиња. Тука се наоѓаме на некоја висина од 200 и нешто метри надморска висина, значи е доста ниско и затоа е толку топло и може да има активности преку целата година. Дали качување карпи, дали кајакарење, дали планински велосипедизам. Прекрасна е, Бислимска клисура е прекрасна. Ова друштво од организацијата Outdoor Adventure Македонија работи на популаризација на местото со развој на активен туризам. Располагаат со кајаци, велосипеди и опрема за спортско качување по карпи. Секој со својата задача и реквизити се упатува кон реката, карпите и велосипедските патеки, за да им овозможи на посетителите да ги искусат адреналинските спортови. За разлика од другите места кои што се поатрактивни, Бислимска клисура сега ја промовираме и сакаме да стане наредна атрактивна туристичка дестинација за адвенчар туризам, за активен туризам. На некои места речната долина е длабоко всечена како клисура, а карпите од двете страни се издигнуваат и до 200 метри височина. Тие се идеални за спортско качување. На само 10 минути пеш од селото се омилените карпи на качувачите. Овде природата создала терен и за почетници и за професионалци. Имаат инструктори за оние што првпат ќе пробаат да ги освојат врвовите. Користат специјална опрема за безбедно практикување на овој спорт. Искусните качувачи со леснотија го достигнаа врвот на карпата, наречена мајчина душичка. Идејата беше целиот тој природен потенцијал да се искористи, да се направи едно, да кажеме, како унифицирано место каде што секој љубител на авантура би можел да дојде да ужива во потенцијалот кој што се нуди. Што се однесува до спортско-качувачкиот дел, можам слободно да ви кажам дека ова е еден од најдобрите спортско-качувачки предели во Македонија, затоа што пристапот до него е многу лесен, пейзажот околу карпите е многу убав за гледање и место ово идеално како за почетници, така и за врвни качувачи. Реката Пчиња пак е привлечна за љубителите на водните спортови. Помеѓу брзаците има делови со мирен тек, идеални за кајакарење на мирни води. Ова се специјални кајаци наменети за тој спорт. Двајца инструктори се тука за да ги воведат заинтересираните во кајакарењето. И овде безбедноста на посетителите е на прво место. По облекувањето на опремата и насоките од инструкторите може да се заплови по Пчиња. Ајде со лесно! Во самата должнина во овој дел на Бислимската клисура, овдека е коритото многу помирно за разлика од другите пресеци каде што има и брзаци, така да овој дел овдека е доста пријатен и има услови за кајакарење. Овие кајаци се одлична конструкција, точно направени за ваков тип на да ги наречеме мирни води, каде што сепак има некое струење, но е прилично доста лесно за обичен рекреативец да може да ги контролира. Ако немате велосипед за планински велосипедизам, ќе добиете во селото. Бислимска клисура има многу патеки за возење со различна тежина. Онаа покрај реката е рекреативна, а има и потешки по стрмните падини. Љубител на адреналински спортови е и швајцарската амбасадорка во Македонија, Сибил Зутер-Тахада. Таа, заедно со градоначалникот на Куманово и министерот за локална самоуправа, го помина Бислим на точак.
Развојот на активниот туризам во клисурата е поддржан токму од швајцарската амбасада преку проектот за рамномерен рурален развој. Probably the most important thing is that within this program you also have the participation of the citizens in the whole region. So we have the mayors from all the region that are identifying and prioritizing then projects that we support together with the Ministry of Local Self-Government. It's half-half the financial support we give, and then of course the excellent cooperation with the municipality of Kumanovo is also crucial. So without this cooperation, this kind of project would not be possible. Колку државата е посветена на развој на местата со ваков туристички потенцијал? Министерот за локална самоуправа вели дека општините треба да бидат поактивни на ова поле. Претежно кога ние сами објавуваме огласи, општините генерално ни даваат предлози за канализација, за некое патче, улица, водовод. Нема ваков тип на проекти, а кога доаѓаат со донатори странците, таму знаат да направат вакви некои проекти, бидејќи условите се такви, алтернативен, иновативни решенија и така натаму. Градоначалникот на Куманово пак тврди дека за слични проекти општините ретко наоѓаат пари. Смета дека е потребна државна стратегија. Еве селото Пчиња, кај што сме денеска, нема водоведен систем за снабдување со вода и комуналните проблеми се огромни. Многу пати како градоначалник, заедно со мојот тим, кога реализираме проектите и ќе ја видите онаа радост кај граѓаните од како ќе изградите една улица, ќе сватите на кое ниво ние всушност сме. Но за развој на туризмот е потребна генерална државна политика која што ќе поддржува со финансиски средства суштински проекти за развој. Потребни се денови за да се истражи Бислимска клисура. Има пештери долги до 90 метри и верување дека некои од нив кријат богатство, но на оној што ќе го пронајде ќе му се случи нешто лошо. Богата е со ендемски видови растителен и животински свет, врвови на кои живеат орли. Чистиот воздух и жуборењето на пчиња за кратко време ги полнат батериите. Бислимска клисура на некој начин се уште важи за неоткриено место. Па престојот овде е пријатен затоа што нема многу метеж. Но како што ќе се зголемува посетеноста, треба да се зголемува и свесноста дека клисурата треба да ја оставиме онаква каква што ја создала природата. Генерално, местото е невообичаено чисто за домашни стандарди, но се чини дека нема да биде така уште долго, ако се суди по ѓубрето што веќе почнале да го фрлаат посетителите. Треба да се однесуваме европски. Каде седат, да соберат се што ќе фрлат, да си стават во корпа, или ако нема корпа ќе стават во најлон кеси. Значи треба да се заштити местото, треба да се направат патеки, треба да се обележи, треба да се предупреди, треба да има едукација за селаните, треба да има едукација. Во принцип знаете инфотабли и такви работи за посетителите овдека, со тоа што треба и општината да се ангажира да намести корпи за ѓубре и така натаму кој ќе ги собира после тоа отпадниот материјал. Ова се само први чекори во развојот на клисурата. Од Outdoor Adventure Македонија работат на промоција на туризам различен од добро познатата локална формула. Кај нас е тој кафанскиот повеќе туризам. Одиме на некое место кај што има кафана, седеме, јадеме, пиеме и си одиме дома. Ние сакаме да го развиваме активниот туризам, значи доаѓаш тука, се рекреираш, дали возиш велосипед, дали кајакариш, дали ќе земеш часови за качување на карпа или веќе си искусен качувач. Сето тоа да го пренесеме на луѓето и да си отидат задоволни, исполнети со енергија, не исполнети со алкохол. Сепак, посетителите треба некаде да престојуваат и да се хранат, а сместувачки капацитети се уште се само во најава. Овој предел има своја традиција, богат е со раноградинарски култури, друга локална храна и мистериозни приказни за Бислим. Но има и улички со дотрен асфалт, а наместо паркинг – ливади. Современа инфраструктура е потребна, но засега епитетот неоткриено место и вистински недопрената природа се она што ќе ги привлекува авантуристите да ја посетат и доживеат Бислимска клисура. Реклами па саботажа.
Проблемот со нашето приклучување кон западниот свет не е само во наметнатиот идентитетски, туку и во менталната структура, која никако не сака да излезе од матрицата на ситни измами, за кои сите знаат дека се тоа што се, ама тие упорно и непречано минуваат. Они асфалтираат, знаеш, а што асфалтираат? 2 сантима. Тоа асфалтирање не е. Една зима и готово. Таа постелка на патот ќе трае барем една зима, ама има една, на која и после 7 лета не и се гледа почетокот, а камоли крајот. Толку време измина што ако се пресметува под детски, тие што биле зачнати на означувањето на незиниот старт, сега се подготвуваат да станат првооделенци. 1 милиарда евра да те кошта 50 км автопат и да не е направен, тоа е странно. За разлика од тој скап блам, барем имаме со што за ичпари да се гордееме. Доволно е да се отпатува кон Струга, каде не секојдневната гледка предизвикува вистинска бура од изненадување кај добронамерниците. Тие кога ќе видат вакво нешто се чудат. Првично го сликаат ова. За да нема такви чуденки и прашалници, откако веќе е направена фотографија, треба да се појасни дека таквото поведение не е инцидентно, туку е дел од редовниот однос кон обкружувањето, кој поради недостиг на политичка волја, дозволено е да биде повторен. Барам овој совет денес да донесе одлука за мораториум за сечење на дрвата во градот. 10 за, 15 воздржани, предлогот не е усвоен. Сепак тие се потребни и тоа онаму каде поради негрижата на државата тие и натаму се употребуваат како главен енергенс. Но барем домакините се во фаза на стратегиско планирање, оти кога нема ниту парно, ниту инвертер, ниту пелети. Тогаш мора да се среди складиштењето. 3 кубика дрва на тарасата, цело зиму. Блага ми фана, качи ги на тарасата лишта ти рече, и јас шо сега во зиму пали да ставам на тарасата дрво. Како да се решат проблемите? Граѓаните имаат идеја која за волја на вистината не е нивна, туку позајмена и тоа не од кого било, туку од човекот што реши да се пресели од Калифорнија во Тексас, само за да не го плаќа тоа што го заговара. Во Америка како се викаше, Маска или што ја знам, тој милиардер, тој предложува богатите да плаќат повеќе пориси. Лицемерите не поминуваат. Луѓето сепак ги знаат вистините затоа што брзо учат на Фејсбук и на социјалните мрежи и секогаш имаат цврст и изграден став за тоа што му се случува на светот. Па што мислим ја, треба да се тргне тоа. Ова е вештачка нешто, не е некоја природна епидемија тоа. Да е така, да. Ама вештачко е тоа, кога ќе допират тие тогаш. И на крајот, најважно е дека и после се, единственото на што се размислува е забавата. Јас сум за без маски и за свадби. И стига плачаме малку да поиграме. Стига беше толку. Досадно веќе, стварно досадно, значи... Може би е здодевно да се повторува, но само едно е јасно. Никој не се ни надева на ништо повеќе од леп и игри. Наосад следуваат вести од мене, пријатно до петок во 22.